во однос на објективизацијата на историјата. Тука не имаме двоен проблем. Прво што македонската јавност не прави разлика помеѓу политичко и историско, и што значи политички спор или политичко, еве ако сакате, дефинирање на државата и со сите параметри држава, нација, јазик, службен, стандарден и така натаму, и што значи историско потекло. И тука доаѓаме до вториот проблем, објективизација на историјата, односно да, точно е, ние имаме наследена историја, да, точно е, ние никогаш не сме ја погледнале или не сме приспитале својата наследена историја, и тоа е до ден денес, и тоа многу лесно се гледа во однос на тоа во каква состојба, статусни се највисоките научни установи кои би требале да се занимаваат со историја, од институти до катедри на факултети и така натаму. Значи, како се однесуваме кон историјата ние сами за себе, не морам во однос на Бугарија, па ќе биде јасно колку практично тука има пристап било кој, освен ако не е, нели, строго подобен, кој смее или не смее да се занимава со историја. Има една интересна работа што кај нас практично не се дискутира, кај нас и спорот со Грција никогаш не се дискутираше, што без разлика што двата договора што ги има Македонија и во однос на Бугарија и во однос на Грција се политички договори, се разбира, бидејќи се помеѓу две држави, дел од меѓународно право, влезени се веќе во преговарачката рамка со Европската унија, меѓутоа имаат историски прашања и во двата договора. Тоа потекнува уште од времената спогодба, кога чисто историско прашање, односно третман кон историјата, име на држава, ако сакате, однос кон соседите, нешто што многу се прекршува кај нас изминатава година, 2,5-3 години, што веќе е кај нас и уставна одредба, немешање во внатрешните работи на било кој сосед, и тоа не е случајно ставено. Тоа произлегува од времената спогодба, имплементирано е во Преспанскиот договор, преку Преспанскиот договор имплементирано во уставните измени од 2018 година. Со други зборови, зошто историјата е присутна во политичките договори во Македонија, односно кој Македонија ги потпишува. Значи, ние имаме договор со Бугарија, имаме договор со Грција, имаме договор со албанците, така, само ни остана еден сосед. Во тој смисол, Косово се разбира дека немаме во таа смисла никакви проблеми, затоа што имаме сличната судбина, и го имаме сличната судбина, символично кажано, во однос на како нашиот северен сосед Србија, Република Србија се однесува кон, ако сакате, кон историјата, кон политичката сегашност и на Косово и на Северна Македонија, посуптилно или понесуптилно. Да се вратам, зошто историјата е влезена во политичките договори во што Македонија ги има со соседите? Па за да се дефинира државата Северна Македонија. И тоа е тоа неразбирање со кое се манипулира нашата јавност, дека прво дел од македонската историја, која ве сакате да го потребам тој, ако може да го потребам тој термин, се составен дел и на Бугарија и на Грција. И дека Македонија дефинитивно Македонија во историска, географска, како и културолошка, цивилизацијска, било каква смисла, не и припаѓа само на Северна Македонија. И тие емоции, таа заблуда со која се игра и на научно ниво, што е пожалосно, практично ние, ако ги имаме аргументите, фактите се тие. Значи, историјата е прилично лесна и податлива во смисла на фактите и толкувањето на истите, кое не може многу да отстапува од самите факти. Мислам дека македонската наука од 91-та зборам, и пред тоа сме имале такви проблеми, меѓутоа од 91-та го немаме чадорот пред 90, што сме го имали пред 91-та, значи составен дел на Југославија. Од 91-та година македонската наука на меѓународно ниво, значи, не се соочува со своите колеги, односно, ако сакаме ние некаква наша вистина, условно кажано, што така се лесно се промовира и се шири во јавниот етер, таа треба да ја докажеме. Тука имаме сериозен проблем и тоа е тој проблем со кој денеска се сутираат граѓаните, зашто, внимавајте, граѓаните многу малку ја познаваат сопствената историја. Оно што го знаат, значи ние македонците многу малку си ја знаеме сопствената историја, она што го знаеме се дефинитивно наследени наративи, тоа се непрочистени наративи. Ние не сме се потрудиле, односно нешто не сме се потрудиле, туку тие се замрзнати, како што кажав, катедри, институти, оние кои требале образовни програми да се занимаваат. Не сме се соочиле со тоа, не само поблиска историја, каков однос имаме генерално, без разлика кој историски период да го земете. Се држиме за жал до историски ликови
кои јас често пати велам како да ни биле избрани од другите, па само за нив да се држиме, како да од секој период ни бил дозволен еден лик во поранешна Југославија или одреден настан или одреден наратив и ние се држиме до тоа. Апсолутно имаме многу малку или сосема ограничени, сосема тенденциозни познавања за кој период да земете како пример. И таа неможност ние да направиме јасна разлика што е политичко, што е политички опстанок на државата Северна Македонија, кои се нејзините параметри, како треба таа да се однесува, како треба да функционира, како функционира, ако сакате, научниот свет изминатите 150-200 години, дали во Европа, дали во Соединетите Американски држави, кои се правилата, кои се стандардите, тоа е она што е непознато. За јавноста не очекувате да биде познато за обичните граѓани, меѓутоа тоа е она што се крие вешто од нашата историска или експертска, како да ја наречам, јавност. И неможноста таа разлика да се направи помеѓу политичкото и историското ги прави овие проблеми и затоа луѓето практично тоа се злоупотребува и се вели да, за Македонија секогаш постојат специјални услови со Грција, специјални услови со Бугарија. Не постојат никакви специјални услови. Туку тоа е проблемот што ние треба да дефинираме која е државата Северна Македонија, да направиме јасна дистинкција или она што често пати грците при преговорите овие 25 години го велеа, не може да имате монопол на Македонија. Тоа е злоупотребата што се прави кај нас. Монополот врз Македонија, македонското наследство, македонската цивилизација, култура, употребувам генерални термини кои се разбира се многу различни во различни временски периоди, меѓутоа претпоставувам дека се разбирливи и прифатливи за граѓаните. За мене таа е најмонструозна и најбрутална манипулација која се прави и тоа е таа манипулација со знамето од Вергина, тоа е таа манипулација со никогаш Северна, тоа е таа манипулација со јазик, со идентитет, просто луѓето се доведуваат во тотална, во целосна конфузија. Целта практично останува чисто политичка цел, која и нема врска со историјата, значи историјата е злоупотребена, на страна што историјата кај нас никогаш го немала третманот, односно историските науки, археолошките науки, јас сум бидејќи археолог, никогаш го немала третманот кој требале да го има, односно никогаш ние не сме сакале да се соочиме со правилата и стандардите кои важат секаде во светот и кои не се нешто специјално за нас.